Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Шипката има највисока доза на витамин С, во споредба со било кое друго овошје или зеленчук. Една шолја полна со плодови од шипка количински содржи витамин С колку што има во 40 портокали и затоа шипката е полезна за секого. Шипката го зајакнува имунолошкиот систем и се бори против сите инфекции, настинки, грип и вируси, помага во борбата против стресот, хроничниот тумор и го забавува старењето. Има антитоксичен ефект, го чисти телото од надворешните штетни супстанции. Шипката има способност да го надополни изгубениот витамин С, кој се уништува од чадот од цигарите и помага да се намали зависноста од никотин. За овие и за многу други лековите својства на шипката дознаваме во денешната емисија на Земи здравје од природата. Дали сте знаеле дека со варење на шипката не се губи витаминот С? Освен што го снабдува организмот со корисни материи, чајот од шипка создава чувство на ситост и го помага излечувањето на штетните материи. Напитокот од овој плод посебно им се препорачува на доилки, бидејќи витаминот С преминува во млекото, а бебето го прави поздраво и поотпорно. Шипката е грмушка која може да достигне висина од 2 до 3 метри. Само никој растение, но се одгледува и во градини. Цветот на шипката има белорозеви венечни ливчиња, а плодот е со карактеристично црвена боја и пон со тврди семчиња, со пријатен и сладкас вкус. Лековитоста на дивата ружа или шипка кај нашиот народ е позната уште од давнешни времиња, зашто сведочат рецептите за приготвување на разни джемови и мармалади, кои датираат уште од 17 век. Нашите предци ја употребувале шипката и како овошје и како лековита билка. Витамините и останатите состојки од оваа билка придонесуваат за општото здравје на организмот, а во текот на зимата го подобрува имунитетот. Шипката многу се цени и како средство против диареја и грчеви во стомакот, додека помешано со други билки се користи за лекување на многу други болести. Плодот на оваа лековита билка е богат со витамин С, а го има многу повеќе отколку во лимонот. Само една чаша чај од шипки ги задоволува дневните потреби на човекот за овој витамин. Многу е важно да се истакне дека со варење шипката не го губи витаминот С, што е случај кај многу други намирници. Лековитата дива ружа содржи пектин, танин, шеќер, овошни киселини, витамин К и Б2, каротиноиди, флавоноиди и антоцијани. Во приложение ги дознаваме сите лековити својства на шипката. Чајот од шипка го намалува нивото на слободните радикали, помага при инфекции на уринарниот тракт поради противоспалителните својства. Ги чисти дишните патишта и го олеснува дишењето, ја чисти слуста. Помага при настинки и разни вирусни инфекции. Ги обновува клетките, спречува предвремено старење, го стимулира мокрењето, содржи полифеноли кои штитат од рак и кардиоваскуларни болести, ја подобрува циркулацијата, ја прочистува крвта, помага и при мачнење, го подобрува здравјето на крвните садови, помага при дезинтерија, за полесно изфрлање на песок и камен од бубрек и мочен меур, го подобрува здравјето на кожата, мускулите и коските. Исто така помага при диареја, реума, спречува болести на забите, при детоксикација на организмот, смирува и го облажува стресот, го зголемува имунитетот, јакне освежува и ја зголемува енергијата.
Одледување и собирање на шипката. Дивата ружа, шипка, најчесто се засадува од гранчиња, која веродостојно ќе ги наследи особините на матичната билка во однос на семето. Плодот се собира во есен, а се употребува свеж или сушен. Сосема незрелиот зелен и тврд плод, исто така и како и презреаниот, кога има темна и матно црвена боја омекнат, не е лековит. Покрај плодот во лековита цел се користи листот и цветните венечни ливчиња од оваа билка. Шипката има многу широка примена во народната медицина. Благотворно делува во случај на гастритис, пролив, а особено како превентива во лекувањето на витаминоза. Чајот од шипки им се препорачува на доилки, бидејќи витаминот С преминува во млекото, со што бебето станува поздраво и поотпорно. Овој напиток им се препорачува на лица кои држат редуцирана диета, бидејќи создава чувство на ситост и го снабдува организмот со потребните витамини, а истовремено го помага излачувањето на штетните материи од организмот. Луѓето кои се склони кон создавање на песок или камен во бубрегот, им се советува редовно да пијат чај од шипка. Овој лековит плод го отстранува уморот и малаксаност и представува одличен чистач на крвта. Цветните венечни ливчиња од дивата ружа се употребуваат за приготвување на чај кој го запира крвавењето од некои внатрешни органи, желудник, црева, бели дробови и од хемороиди, како и против диареја и грчеви во желудникот. Класичен начин за приготвување на чај од шипка. Зоврите 200 мл вода, ставете една филтер кесичка или една мала лажичка рефус во чаша за чај. Прелите со врела вода. Оставете да отстои 5 до 10 минути. Процедете. Чај од шипка како идеално средство против настинки. За една чаша чај е потребна една лажица сув плод од шипка. Прелите со ладна вода, па загрејте до зовривање. Оставете да зоврие, па тргнете од оган да отстои поклопено половина час. Потоа се процедува и се пие. Кога се приготвува чајот од шипка, треба да се води сметка во него да превладуваат сувите плодови, а не семето. Чај за благостеснување на крвните садови се препорачува при туберкулоза во случај на напад од камен во жолчка, добро делува ако се пие топол. Подготовка. Зоврите 200 мл вода. Попарете една голема лажица цвет од дива ружа. Оставете 5 минути. Процедете. Засладете со мед и пијте 3 пати дневно по една чаша. За добар длабок и мирен сон. Варете една голема лажица здробен плод од шипка, 5 минути во 300 мл вода. Додадете 3 до 4 листови нане. Поклопете и оставете 2 часа. Процедете, засладете со мед. Овој чај се пие во текот на денот наместо вода, особено пред спиење. Чај за облажување на болки, чистење на жолчно кесе и мочен меур, чистење на бубрези од песок и каменчиња. Варете 5 минути плод од шипка или семе во 500 мл вода. Внимавајте, не треба да се претерува со користење на чајот од шипки, бидејќи при големи количини може да се појават тегоби со срцето или некои други несакани последици. Плодот има специфичен мирис и пријатен сладко-кисел вкус, па се користи за приготвување на джемови, мармелади, сокови и вино кое представува одличен витамински напиток. Од цветните листови може да се приготвува лосион за тонизирање на кожата, а помешан со цветни листови од питома ружа се користи за приготвување на одлични јадења, како што е сладкото од ружа. Како да подготвите сок од шипки? Свежите плодови од шипка треба да се измијат и да се просушат. Пресата за цедење треба да биде добро навлажнета, па да се стават плодовите и од нив да се цеди сокот малку по малку. Сокот треба да се процеди низ газа или низ цеделка, никако метална.
На 1 литар чист сок се додава 1 килограм шеќер, се остава некое време да се истопи со повремено мешање. По вкус може да се додаде лимонтос, но треба да се води сметка дека сепак шипката сама по себе е доволно кисела. Сокот се складира во чисти стаклени шишиња. Домашен ликер од шипка. Шипката треба да се измие и просуши, а потоа да се сомеле и помаша со шеќер. Садот се затвора, се остава на топло место и се промешува неколку пати дневно. Се процедува, се додава ракија, се складира во стаклени шишиња и добро се затвора. Тинктура од шипки за зајакнување на организмот. Во тегла со 1 литар комова ракија се ставаат 250 грама и ситнети шипки и 250 грама кафеав шеќер. Теглата добро се затвора и се остава да отстои 8 до 10 дена на топло место. Од оваа тинктура се зема по една супена лажица 2 до 3 пати на ден со малку вода. Вино од шипки за јакнење на организмот. Во поголема тегла се ставаат 500 грама и ситнета сува шипка, 500 грама шеќер и 3 литри вода. Теглата добро се затвора и се остава да отстои 5 до 10 дена со секојдневно промешување. По 10 дена се прецедува. Од оваа вино се пијат по 200 мл 2 пати на ден. Домашен лек со шипка за подобрување на потенцијата. Во поголема тегла се ставаат 3 кг ситно смелени шипки, 3 литри вода и 800 грама шеќер. Теглата добро се затвора и се остава да отстои 8 до 10 часа на темно место. По 10 часа се прецедува. Од овој лек се пијат по 100 мл 2 до 3 пати на ден. Домашен лек со шипка за чистење на каменот бубрек. Во тегла се ставаат 2 супени лажици суви шипки и се прелеваат со 1 литар врела вода. Теглата добро се затвора и се остава да отстои 8 до 10 часа на темно место. По 10 часа се прецедува, па во добиената течност се додаваат 4 супени лажици мед и сок од половина лимон. Од овој лек се пијат по 100 мл 3 пати на ден пред оброк. Сируп со шипка за зајакнување на имунитетот. Во една поголема тегла се ставаат 250 грама истолчени шипки и 250 грама жолт шеќер, па се прелеваат со 1 литар комова ракија. Се меша за да се стопи шеќерот, а потоа теглата добро се затвора и се остава да отстои 8 до 10 дена во темна студена просторија. По 10 дена се прецедува и од овој сируп се земаат по 2 супени лажици на ден со чаша вода за возрасни, односно по 2 кафени лажички на ден со чаша вода за деца. Чај со шипка против слабокрвност. Се прави мешавина од 2 супени лажици шипка, 2 супени лажици коприва, 2 супени лажици корен од глуварче и 1 супена лажица црвен кантарион. Оваа мешавина се прилева со 1 литар врела зовриена вода и се остава да отстои во текот на ноќта. Наутро се загрева и се остава да се вари 5 минути откако ќе зоврија. Се трга од оган, се остава да отстои 20 минути во поклопен сат, се прецедува и се пие целото количество во текот на денот, голтка по голтка. Освежителен чај за идеален почеток на денот. Во 250 мл врела незовриена вода се додаваат 1 филтер кесичка нане и 1 филтер кесичка шипка. Се оставаат да отстојат околу 5 минути. Потоа кесичките се отстрануваат, а во чајот се додаваат 2 супени лажички свежо цеден сок од портокал, 2 супени лажици рум и 1 лажиче кафеав шеќер. Антиоксидантен чај за јакнење на имунитетот се става на оган тенџере со 500 мл вода. Непосредно пред да зоврие водата, се намалува температурата, се ставаат 2 супени лажици овошен чај,
една супена лажица шипка и една супена лажица брусница и се оставаат да вријат 4 минути. Се трга од оган и се остава да се излади за да биде млак, а потоа се прецедува. Брусницата и шипката се ставаат во блендер заедно со 250 грама ронија. Се блендираат заедно, а потоа повторно се враќаат во чајот. Од овој чај се пие целото количество во текот на денот. Останете во добро здравје и грижете се за себе. И земајте го најдоброто што ви го нуди природата.